колешката Кристина Атовска, која што е во Украина, и колегата Дејан Антоновиќ во наредните 20 на минути да ви дадеме една слика за она што се случуваше од вчера до денеска на најголемото европско боиште по Втората светска војна, а тоа е војната во Украина. Добро утро за Кристина Атовска во Лвив, ако добро ја препознавам улицата каде што стоиш, Кристина. Добро утро. Така е, Сашо, добро утро од Лвив. Моето патешествие траеше повеќе од 48 часов да пристигнав некаде во 4 часот изутрина од патот од Киев, а како што најавив вчера во јавувањето, ги посетив оние две најозлогласени места, оние две предградија на Киев, тоа се Ирпин и Буча. Можам да кажам дека многу е тешко да се опише со зборови сликата што се уште може да се види на улиците, не само на улиците, буквално во целите места во Ирпин и Буча, сликата е грозоморна. Нема останато буквално ниту една куќа, ниту една зграда која не е или ракетирана или изрешетана. Таму може да се видат и уништени возила, и уништени тенкови на украинската армија, но во Буча се наоѓа оној долг кордон, уништен как дел од руската армија, а во него биле чеченците, односно групата на озлогласениот Кадиров. Во Ирпин, кога ќе влезете, само е сликата застрашувачка, изгледа постапокалиптично, но кога ќе стигнете во Буча, сваќате дека и од тоа има пострашно. Таму се уште не се извадени сите тела, се оно што беше по улиците вчера не го затекна во таа мера, бидејќи ден предходно цел ден работела украинската армија за да ги извади телата, но сепак има се уште тела по улиците, има се уште тела во урнатините, но предпоставуваме и како што ни кажа на терен дека тие се уште од безбедносни причини не се поместени затоа што постои сомневање дека под нив има мини. Така што ќе мора да се работи уште повеќе. Им дозволија на новинарите конечно да влезат во овие две места. Затекнав таму доста колеги, но сето ова откако малку од малку расчистила украинската армија. Зошто велам малку од малку? Затоа што тие се обиделе да ги соберат сите оние експлозивни направи како мини и најразличен тип на бомби. Тие беа оставени на две купчиња, едното на почеток, другото на крајот на улицата, и успеале да направат една патека по која што можевме да се движиме за да практично да го разгледаме или за да го видиме целиот оној уништен кордон на руската армија. Навистина се сликите грозоморни, уште при самиот влез ни кажа дека не смееме ништо да допираме, никаков предмет, затоа што не се знае што е се уште не експлодирано, дека не смееме ништо да спуштаме на земја, дека мора буквално да внимаваме на секој чекор, мора да внимаваме каде газиме. Сега, што се однесува до она што го видов до чеченскиот кордон, таму веќе почнале да испишуваат погрдни зборови на оние уништени возила за четата на Кадиров. Тоа е таа чеченска група која е навистина она што го остави зад себе, не може да се каже дека има било каква човечност, или дури немам зборови за да го опишам, да опишам таа грозоморна гледка. Сите тие возила се сега веќе уништени од страна на украинската армија. Поразговарав со војните лица на терен, тие велат дека за нив воопшто не е важно дали тоа било групата на Кадиров или некоја друга група. За нив се што е важно е дека тоа е група, дека тоа се возила, тоа се борбени возила и војници испратени и поддржани од страна на официјална Москва. Она што исто така е интересно да се спомене од
тоа патешествие во Буча е дека на терен забележавме и чеченска сепаратистичка група која се бори на страната на Украина. Морам да кажам, моето искуство, најпрво тие не сакаа да зборуваат со мене затоа што сум жена, не сакаа да разговараат со ниту една жена, чекаа да повикам машки колеги, меѓу нив имаше и жена преведувач, ниту со неа не сакаа да разговараат, чекаа маж да ги постави прашањата на разбирлив јазик за нив за да почнат да одговараат. Тие ни рекоа дека се тука во Донбас, тука во Украина, но се борат во Донбас од 2014 година, а сега откако почна ова да се случува и во останатиот дел од Украина, тие дошле во околината на Киев за да помогнат на украинската армија. Ги прашавме, поточно констатиравме, значи има две различни сепаратистички групи, една чеченски, едната која се бори на страната на Русија, а другата на страната на Украина, на што лидерот, чеченскиот лидер на таа сепаратистичка група ни изјави дека тоа се кадировци или путинци, а не се вистински чеченци. Како што рече тој, вистинските чеченци се борат на страната на украинската армија. Но навистина е многу тешко да се опише со зборови целата таа слика. Нашите гледачи ќе имаат и прилика да видат малку подоцна во брифингот како сето тоа изгледа, буквално изгледа постапокалиптично, ама буквално постапокалиптично. Нема место што не е изрешетано, може да се забележат се е останато така, може да се забележат и оние цивилни возила, тоа се цивилите кои се обиделе да бегаат, па биле затекнати на среде улица, било пукано во нив од автоматско оружје, тоа многу јасно се гледа и навистина можам да кажам дека ништо не е останато. На украинската армија, на украинците кои живеат таму, ќе им треба многу време за сето тоа да повторно да личи на населено место, затоа што тоа не може само да се поправи. Тоа претпоставувам дека сето ќе мора да се сруши до темел, до пепел и повторно да се гради, бидејќи не постои ниту една куќа која може да се каже дека, или ниту една зграда која може да се каже дека со поправка повторно ќе се врати во употреба и ќе биде можно да се живее на неа. Значи се она што е останато е пепел, се е претворено во изгорено железо и во пепел. Кристина, ти благодарам за овој детален теренски извештај, навистина многу драгоцено. Ние ќе ја покажеме, имаме и пократка и подолга репортажа во текот на овој утрински брифинг. Ќе одиме веројатно со пократката верзија, а подолгата репортажа ќе ја видиме на порталот на Слободен печат, каде што ти денеска ќе останеш активна. Ако има потреба, ќе се чуеме и до крај на брифингот уште еднаш, негдека можеби околу 10 часот. Ти благодарам за јавувањето од Лвив. Предлагам да одиме со репортажата на Кристина Атовска од вчерашниот ден, а потоа во студиото ќе имаме и нови гости со кои што ќе се прават и други занимливи анализи. Ова е Ирпинскиот мост преку кој што се влегува и излегува од предградието наречено Ирпин. Тоа е населбата која е надвор од градот. Ова зад мене се возилата кои биле затекнати овде додека мостот се рушал. Можете да видите дека се работи за една комплетна рушевина. There are more bodies inside the house. I don't think they entered and cleared all. Сликата овде
во Ирпин е постапокалиптична. Не останало ништо од ова место. Секоја куќа, секоја зграда е изрешетана или изгорена до темел. Се употребувало буквално секакво оружје во овие борби. На земјата може да се забележат на секој 20 на метра по еден паднат проектил, овие огромни дупки, а на секаде наоколу, на секоја зграда, на секоја куќа може да се забележат огромни дупки од истрели од огнено оружје и тоа може да се забележи дека е од најразличен калибар. Еве и во зградата зад мене прво била погодена со проектил, а потоа било и пукано на неа. Таква е сликата во буквално целово место, во целиот Ирпин. Коли изгоре, автомобили изгорени, секакви возила изгорени и запалени. Овде се водела на вистина жестока борба на ова место допред неколку денови и тоа со сите можни средства и оружја. Отак Україна зустрічає непроханих гостей з Росії. І тут, в Ірпіні, в Бучі, ми показали, що буде з кожним, хто приходить на нашу землю, щоб знищити її. І тут ви бачите і величезну трагедію, і подвиг українського народу. И это был чеченский конвой? Ні, це були російські війська. А хто саме з них, із рашистів, був тут, це нам уже менше цікаво. Горять вони однаково. Що чеченці, що буряти, що представники Москви чи Санкт-Петербурга. Горять вони прекрасно, так само горить, як москальська техніка в Україні. Мы на стороне Украины воюем с 2014 года. Мы все это время находились в зоне боевых действий, это на Донбассе. Сегодня, вот, когда уже произошло нападение на Киев, мы перебрались сюда и находимся под Киевом, в обороне Киева. Се наоѓам во Буча, на она главната улица каде што бил целиот руски кордон или неофицијално кордонот на озлогласениот Кадиров. Сега веќе се е уништено, руската армија ова го смета за една од своите поголеми победи. Можете да забележите дека се ова е само парче железо, изгорено парче железо, а вакви има околу 50 на места се од силниот удар кој го задала украинската армија, на места се дури и преклопени оклопно возило врз оклопно возило.